Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител ќе гледате. Комисијата за настаните од 24 декември со директно учество на Груевски и Заев. Груевски се надева дека СДСМ ќе излезе од теснопартиските интереси и дека за 4 дена ќе се најде решение. Заев пак очекува комисијата да утврди прекршување на уставот. Медиумските закони влегоа во собраниска процедура. За власта законите се добри и потребни. За опозицијата законот за медиуми е непотребен и бараат повлекување. Либералите поднесоа платформа за дефинирање стратегија за спорот за името и евроинтеграциите. За јазикот не смее да се преговара, спорот да не се користи за политички маркетинг, а владата да дава отчет пред собранието, но референдумот не се спомнува. Здравствените установи нема да зависат од увозниците на лекови во земјава, туку ќе можат да извршуваат и паралелен увоз на неопходни лекови. Коптите во САД собираат пари за египетските христијани кои се на удар на муслиманското братство. Груевски и Заев во придружба на најблиските соработници во обид да ги надминат несогласувањата околу заклучоците на комисијата за настаните од 24 декември. Пред почетокот на работата на комисијата и Груевски и Заев изразија надеж дека ќе се најде решение за Ќорсокакок. Деталите ги има Александар Спасовски од клубот на пратеници. Александар, повели со деталите. Тино, пред немаме баш и некои детали со оглед на тоа дека средбата, односно со седницата на експертското тело во проширен состав е се уште во тек. Пред 15 на минути заврши првата пауза која што ја има учесниците на оваа седница. Премиерот Груевски, кога излезе од салата каде што се одржува седницата, рече дека согласно договорот не може да открива детали за што се разговарало внатре, па така немаме многу информации. Она што го имаме е нели се она што се провлекува низ медиумите во последниве неколку дена, односно дека двете партии вложуваат последни напори да се најде начин да се деблокира работата на комисијата која што треба да ги расветли случувањата во собранието од 24 декември. Меѓутоа тоа нема да биде толку лесно, судејќи барем според изјавите кои што ги дадоа и премиерот Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев уште пред почетокот на оваа седница. Премиерот рече дека очекува СДСМ да ги надмине теснопартиските интереси и да се деблокира работата, додека пак Заев рече дека очекува да се утврди прекршување на уставот. Ги имаме изјавите. Очекувам диалогот да води со резултат. Се надевам дека ќе води со резултат. Се надевам СДСМ ќе препознае важноста пред се за државата од завршување на успешно на овој диалог и завршување со еден извештај, дека ќе ги надмине теснопартиските интереси и дека ќе успееме во наредните 4 дена, вклучувајќи го и овој, да дојдеме до решение. Така што останува да видиме што ќе се случи. Драго ми е што и ова наша иницијатива денеска е прифатена и во овој формат ќе има ваква средба. Реално очекувам комисијата да продолжи да работи во овие неколку преостанати денови и да донесе заклучоци со кои што ќе констатира уставни прекрашување на законите во собранието на 24 декември 2012 година. На што го темелите тој оптимизам ако досега не се договорите? Ако некој може тоа да го реши, ваквиот формат може да го реши, заедно со председателите на двете најголеми политички партии. Александар, освен председателите на двете партии и со најблиските соработници, од сликата што ни испрати на масата на состанокот седат и стари и нови лица, други. Па, тино нови лица, практично не се тоа нови лица, тие беа и во претходните состави на комисијата, меѓутоа нели јавноста не беше толку вклучена, не беа јавни седниците на комисијата за случувањата од 24 декември, значи станува збор за представници на меѓународниот фактор, значи таму има двајца представници на меѓународниот фактор, како што каже и ти, тука е премиерот Груевски, шефот на неговиот кабинет Мартин Протогер, додека од СДСМ нови лица, односно тука е председателот на СДСМ Зоран Заев, неговата заменичка Радмила Шекеринска и нели оној нормален состав на комисијата Илија Димовски, Благородна Дулич од ВМРО ДПМН, Рената Десковска и Љубомир Фрчковски од СДСМ и тука е и председателот на комисијата во оставка професорот Борче Давидковски.
согласно она што вчера го договорија премиерот и лидерот на СДСМ, комисијата има рок до петок да го усвои извештајот, а доколку до овој рок не се најде прифатливо решение за двете страни, тогаш ќе се смета дека комисијата не може да усвои заеднички заклучок за случувањето од 24 декември и овој извештај не може да биде усвоен. За подсетување, извештајот од работата на оваа комисија е една од обврските кои Македонија ги превзема согласно Мартовскиот договор. Тино? Александар, ти благодарам многу, со оглед дека состанокот се уште трае, доколку има некаква промена, те молам побре вклучување во овие вести. А Александар Спасовски од Комисијата за настаните на 24 декември во проширен состав. Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни услуги влегоа во собраниска процедура. За власта законите се добри и потребни, за опозицијата Законот за медиуми е непотребен и бараат повлекување. Со амандмански интервенции и опозицијска расправа за деловникот почна комисискиот претрес на амандманите на законите за аудио и аудиовизуелни услуги и Законот за медиуми. Подобрен е текстот на законите во казнените и преодните одредби, кои се направени во забелешките на приватните телевизии. Подобрување има и во Законот за медиуми, каде по забелешките на Македонската асоциација на новинари усвоени се амандманите кои ќе овозможат поголема социјална и правна сигурност на новинарите и уредниците. Не се прифатени забелешките за намалување на 10 часа документарна и играна македонска програма, за која е определена глоба од 100.000 евра, ниту намалување на предвидените 8 часа македонска музика. Сепак прифатено е вкупно 10% од програмата на телевизиите да бидат европски аудиовизуелни добра од независни продукции, наместо предвидените 51 со 10%. Ние треба да им го дозволиме правото да снимаат надвор, но тие да се рачунат како наши дела. Токму заради тоа е направено и е прифатено ова каде што кажува дека Република Македонија дело се издвојува. Имаме голем број уметници кои што се обратија до нас, кажа кои се причините што снимаат во Белград, кои се причините што снимаат во други метрополи, имаат подобри услуги кои што ги нудат од тие производствени куќи, имаат по-креативни менеджери кои што можат тоа да го направат. И со воведувањето на ставот само Република Македонија, нивните дела ќе беа ограничени кога се емитуваат на радиодифузерите. Не ми се познати пеачките за кои што говоревте, тука имам хендикеп, да одат и да снимаат спотови во Косово. И тие стануваат македонски дела. Сите кои што ќе одлучат да снимаат на јазикот на српски во Србија, станува македонско дело. Расправата продолжува попладнево по амандманите кои се повеќе од 100 поднесени во собранието. Либералната партија поднесе платформа за дефинирање на државната стратегија за спорот за името и евроинтеграциите. Според платформата, за јазикот преговори нема. Партиите нема да го користат спорот за името за политички маркетинг, а владата ќе дава отчет пред парламентот за спроведувањето на платформата. Но референдумот не се спомнува. Со 11 насоки за понатамошно делување, партиите да усогласат платформа за евроатланските интеграции и решавање на спорот за името. Иницијатор е пратеникот на либералите Иван Величковски, кој документот веќе го достави до Собраниската архива. Очекува партиски консензус за клучните поенти, преговори само за замена на времената референца ФИРОМ, недопирливост за јазикот во преговорите со Грција, немешање на спорот во дневно-политичките препукувања и отчет на владата пред пратениците на секој 6 месеци за процесот на интеграција и напредокот во диалогот со Атина. Дневно-политичките палавости во Македонија во изминатите години практично донесо до таму да ние немаме ваков вид на документ и консолидирана надворешна политика по ова прашање. Исто така, тоа значи дека ние на овој начин ќе имаме јасна рамка на сите политички партии. Вие знаете дека и ние политичките партии членуваме во европски и светски асоциации и таму можеме да ги застапуваме своите ставови, либералната партија тоа го прави. И во таа смисла сметам дека ќе овозможиме ова прашање да не биде прашање на една влада, на еден парламент, туку решението да биде донесено на правилен начин и сите да ја преземеме собствената одговорност. Документот јасно укажува на тоа дека врвен стратешки приоритет на сите политички фактори во земјата се евроатланските интеграции, но ги дефинира и црвените линии преку кои не може да се оди. Сепак Величковски предлага и отстапки во корист на Грција, како целосна забрана на користењето на сонцето од Вергина и картата на етничка Македонија и нивно санкционирање. Нема ниту збор за одржувањето референдум за евентуалното решение, прашање кое во континуитет го турка владеачката партија. Предлагачот верува дека текстот е добро одмерен и јасно и прецизно ќе дефинира стратегијата на државата во процесите.
Платформата има за цел низ еден одмерен речник да овозможи јасна правно-политичка рамка врз основа на одлуката на мнозинството пратеници, односно јас би се надевам на консензусот на пратениците, да ги утврдиме правците како ќе го водиме натаму процесот на европски интеграции, на евроатлантски интеграции и во таа насока како ќе го решаваме еден од главните проблеми во решавањето во напредокот на нашите интеграции, односно решавањето на спорот за името. Платформата е во рацете на првиот парламентарец кој треба да ја пушти во собраниска расправа. Ова е втор пат Либералната партија да иницира собраниска расправа и усвојување на документ за името. Во 2009 неуспешно заврши обидот на Стојан Андов да го протурка својот предлог за државна стратегија за спорот. Во бизнис вестите во 19:30 ќе гледате договорена откупната цена на грозјето за Смедеревка 11, за Вранецо 13 денари за килограм. Здравствените установи нема да зависат од увозниците на лекови во земјава, туку ќе можат да извршуваат паралелен увоз на неопходни лекови. Ова се планираните измени во Законот за лекови и медицински помагала. Според Министерството за здравство, целта на измените во законот е да се зголеми конкуренцијата и намали цената на лековите. Болниците и клиниките не мора да купуваат лекови од увозникот во земјава. Туку со паралелен увоз може да ги набавуваат и од странство ако цената им е пониска. Набавката мора да оди преку тендер. Ова се однесува само за лекови кои се регистрирани во Македонија и имаат дозвола за промет. Од Министерството за здравство тврда дека со измените на Законот за лекови и медицински помагала се олеснува постапката за паралелен увоз. Сметам дека со внесувањето на здрава конкуренција, при тоа запазувајќи ги принципите и запазувајќи ги нормите кои што обезбедуваат квалитет и не дозволуваат намалување на квалитетот, мислам дека бенефитот за граѓаните за системот ќе биде голем. Очекуваме како резултат на ова да се намалат определени цени, со тоа да се намалат трошоците, а со намалувањето на трошоците се ослободат пари кои што ќе може да се реалоцираат за други продуктивни трошења. Со измените на Законот за лекови и медицински помагала, лекарот е должен да провери дали пропишаниот лек може да има несакани ефекти ако пациентот паралелно пие и друга терапија. За ова треба да предупреди и фармацевтот при издавањето на лекот. Со истиот закон се предвидува да се доделуваат лиценци за подвижни аптеки во населени места до 400 жители. До крајот на неделата ќе се одржи уште една јавна дебата, пошто законот ќе се најде во собраниска процедура. Уште 50 деца без родители ќе добијат државна работа. За почеток, нивното вработување ќе биде во Министерството за труд и социјала, а потоа некои ќе бидат распределени во други установи. Откако стартуваше програмата Д10, досега се вработени 33 лица од оваа категорија. 50 деца без родители ќе добијат работа во државните институции. Продолжува владината програма Д10, грижа за оваа ранлива категорија на лица. Од почетокот на годинава вработени се 33. Целта е на сите да им се помогне, никој да не остане на улица по напуштање на домовите. Огласот е веќе распишен. За почеток нивното вработување ќе биде во Министерството за труд и социјала, а потоа некои ќе се прераспределат во други установи. Мислам дека уште една тура веројатно ќе има потреба да биде поголема од десетина колку што годишно излегуваат од децата од домовите за деца без родителска грижа и дека подосна да речеме веќе во втората половина следната година ќе можеме да одиме само година за година. Повозрастните генерации, оние кои што завршиле пред 5, 6, 7 години, биле оставени сами на себе без било кој да им помогне, така што повеќето од нив се уште се наоѓаат во тешка финансиска и материјална ситуација, така што ова е еден гест на владата со кој сакаме на тие луѓе да им излеземе во пресек. Премиерот денеска ја посети новоотворената лабораторија во Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија. Наменета е за рано откривање на канцер и најразлични микробиолошки испитувања. За прв пат во земјава се набавува ваков тип на опрема, а за неа државата одвои 600.000 евра. Фестивалот Охридско лето се ближи кон крајот. Синоќа заврши музичкиот дел од оваа реномирана меѓународна културна манифестација со големата звезда виолинистот Немења Радуловиќ и пианистката Сузана Манов.
Фестивалот Охридско лето е на самата завршница на ова 53-то издание, кое според изјавите на стручната критика, но и на многобројната фестивалска публика е врвно, незаборавно и најуспешно досега. Нас ни е многу драго што баш така се заврши концертот вечерва во ова прекрасно место, секако дека вечерва доколку би требало да изнајдам некој збор кој би го карактеризирал амбиентот и концертот и целиот престо тука во Македонија и во Охрид, тоа би бил љубов. С љубовта ги делиме најдобрите емоции и мисли. Задоволство е да се присуствува на вака прекрасна завршница на фестивалот. Ова е куна на целото овогодишно лето и ништо не е побаво од тоа да се видат задоволни лица на публиката кои излегуваат од концертот. Немање е посебна појава на ова музичко небо и сигурна сум дека никој не остана рамнодушен после овој концерт. Синокишниот концерт кој воедно беше и последниот завршен за музичкиот дел на фестивалот Охридско лето беше вистински музички бум. Големата виолинистичка звезда Немања Радуловиќ заедно со пијанистката Сузана Манов со своите фасцинантни изведби, брилјантната техника и длабоката емоционалност ја вознесе многобројната публика во Света Софија. За овој концерт се бараше место повеќе, а сите оние кои успеа да бидат дел од овој незаборавен концерт своето воодушевување и возбуда го изразија со големи стоечки овации, зашто уметниците им возвратија дури со 4 биса. По возобновувањето вчера се освети црквата Свето Преображение, која се наоѓа на 1421 метар надморска височина во планинската местност Фојник во Порече. Црквата се градеше 2 години. Се исполни долгогодишната желба на верниците од целата Требовле, Брест и Косово за возобновување на црквата Свето Преображение, која се наоѓа на планинската местност Фојник во областа Поречие. 2 години се одвиваше градежната обнова, а осветувањето беше извршено на патрониот празник Свето Преображение. Денешен ден само потврдува една аксиома позната во македонскиот народ, дека македонскиот народ од секогаш бил приврзан кон македонската православна црква и кон православната традиција. Нова височина, нова горештини, да се изгради без пат, без вода и без многу други погодности. Храм Божи само потврдува за таа традиција. Па нашата желба беше заедно со мојот син Александар управо тоа да направиме еден храм, да направиме едно светилиште, едно место каде што луѓето кои што се одселени од овој крај ќе можат да доаѓаат почесто и да имаат мотив и да има каде да се собираат. Црквата Свето Преображение е централно збиралиште за патрониот празник. Пред се иселените од Поречието, новој празник доаѓаат да ги посетат родните огништа. И од мала тука секогаш не пропуштив ни една година. И многу ми е мило кога гледам олку дека има народ. Пред се, ова пред неколку години беше на обична рушевина. Местноста Фојник, каде што се наоѓа црквата Свето Преображение, е на 1421 метар надморска височина и представува тромеѓие на селата Требовле, Брест и Косово. Милионска заштеда на уличното осветлување остваруваат општините од Источна Македонија откако поставија штедливи светилки. Во поедини општини заштедата на енергија оди и до 80%. Општините од истокот во ставката улично осветлување штедат и по неколку милиони денари откако обичните светилки ги заменија со штедливи. Во општина Кочани со новиот систем за јавно осветлување се очекува заштеда на енергија од околу 80%, што значи дека ќе остварат заштеда од над 8 милиони денари, средства во кои е пресметано и одржувањето. Во општина Виница веќе 2 години функционира јавното приватно партнерство за уличното осветлување. Заштедата на енергијата е околу 50%, со што сметките се помали за 2,5 милиони денари. Проектот чини 300.000 евра, со рок на отплата од 6 години, а партнерот на општината има обврска во наредните 10 години да се грижи за замени и санација на уличните светилки. Општина Пробиштип, која самостојно веќе има променето околу 30% од уличното осветлување, на годишно ниво штеди од 2 до 3 милиони денари. Општина Штип направи посебна тендерска постапка за замена на светилките со штедливи или LED диоди. Конкретно станува збор за замена на 357 светилки, воглавно се заменити во центарот на Штип, долу штеченијето на реката Отиње, значи двете страни на улицата и на двата булевара. Анализите на општинската администрација покажуваат дека сметките за улично осветлување за само 3 месеци се намалени за неколку илјади денари, но на годишно ниво заштедата ќе биде многу поголема. Во Прилепско за прв пат е населен Елен Лопатар, домот на овој дивеч е Дреновска планина. Плановите за збогатување на животинскиот фонд во ловиштето на оваа планина ги мобилизира и ловочуварите кои велат дека казните за криволов изнесуваат и до 10.000 евра.
Во две ловишта на Дреновската планина, кои се под концесија на Прилепското ловечко друштво МУКОС, викендов согласно законската обврска на друштвото за заштита на дивечот, а во соработка со Министерството за земјоделство, за прв пат беше населен елен лопатар, а за скоро време овде треба да бидат пуштени и нови парови на диви свињи. Предходно во ловиштата за ситен дивеч беа пуштени фазани и диви пајки. Ова се со цел што е можно повеќе да се промовира ловниот туризам. Годишно треба да пуштиме по 6 елени лопатари во секое ловиште, или вкупно 12 во двете, и 22 диви свини во двете ловишта. Да се штити овој дивеч, затоа што досега го немало во нашите терени. Сега населуваме крупен дивеч во ловиште број 3 Беловодица. Населувањето на дивечот ја мобилизира и ловочуварската служба, од каде велат дека казните за ловократците од годинава се многу високи и достигнуваат дури и до 10.000 евра. Елените лопатари во кои имаме и пуштени кои има чип на нив, затоа што може да се открие и кои ловокрадеци сите тие работи. Нон-стоп се двата джипа на терен со сите ловочувари, 10 ловочувари и по сите терени. Според планот, до крајот на годинава се очекува во овие ловишта да се населат околу 30 на елени лопатари, со што квотата ќе се исполни за наредните неколку години. Шумски пожар бесне над Марков манастир помеѓу селата Осинчане и Малчиште. Меѓутоа, заради конфигурацијата на теренот и местото каде што е лоциран пожарот, оневозможено е неговото гастење по земјен пат, па затоа се ангажирани и два противпожарни авиони на Дирекцијата за заштита и спасување. Дали летото попушта или не, што е најчесто споменуваното прашање кога ќе има заладување, токму тоа го прашуваме и нашиот репортер Никола Здравковиќ, кој се наоѓа во управата за хидрометеоролошки работи. Да, Тино, она што можевме да го посведочиме од почетокот на самото лето, а што не е исклучок ни во последниве неколку денови па ни денеска, тоа се температури кои што допред некое време беа својствени само за африканските држави. Дали летото полека ќе стивнува во однос на температурите или ќе продолжи понатаму, разговараме со синоптичарот Костадинка Арсовска од управата за хидрометеоролошки работи. Кажете ми, какви температури ни очекуваат утре, а какви наредниве денови и во главниот град, а и во републиката? Така, па еве до денес температурите се доста високи, никаде до 37 степени, во Скопје денес 35 степени. Од утре веќе очекуваме благо намалување на температурата, во просек за 2 до 3 степени. Ова намалување најмногу ќе се почувствува во западните делови, сепак и во југозападните, каде утре ќе има повеќе облачност и очекуваме пороен дожд и грмежи, а во поголем дел на земјава нема да има врнежи, меѓутоа ќе биде умирено облачно време. Интервалот на максималната температура ќе биде некаде од 26 до 34-35 степени и така ќе се задржа температурите до крајот на работната седмица, значи до петок. А потоа од сабота па во наредните денови до крајот на месецов повторно ќе имаме благ пораст на температурата. Така, а што ги очекува по-конкретно еве скопјани, значи во наредниве денови? Дали истото важи и за Скопје како и за другите делови? Во Скопје не очекуваме врнежи утре, меѓутоа нешто повеќе облачност. Утре ќе дува умерен до засилен северен ветер, тоа не го споменав, во целава земја, особено во северните делови, и тоа всушност ќе биде поради тоа ќе се намала температурите во Скопје утре максимум никаде до 32 степена, така и во наредните денови слична температура. Јас ви благодарам. Тино, можевме да слушнеме дека ете во наредните 7 дена Африка малку ќе стивне, меѓутоа подоцна повторно ќе се вратат овие малку несносни температури. Никола Здравковиќ во живо за хидрометеоролошката прогноза. Во Бизнес вестите во 19:30 ќе гледате. Потенцијалните инвеститори електронски ќе ги имаат на увид сите пропаднати фабрики, хотели, хали, магазини. Листата ќе биде готова средината на септември. Египетските копти во САД собираат пари и помош за сонародниците христијаните во Египет кои се на удар на муслиманското братство. За 2 недели вооружени групи на исламските радикали уништија 80 цркви и убија бројни цивили христијани. Со повик до верниците да соберат пари за помош на црквите во Египет, завршува неделната молитва во црквата Свети Марко во близината на Вашингтон. Оваа коптска православна црква е духовен дом на неколку илјади египетски копти кои живеат во овој дел на САД. Главна тема на мислите на верниците секако е судбината на нивните сонародници во матичната земја, кои се на удар на вооружените групи на муслиманското братство.
Халим Мауат, џакон на црквата, вели дека положбата на православните копти во Египет е драматична. You know, in the past 2 weeks, 82 churches and other Christian facilities have been torched, destroyed or occupied by the Muslim Brotherhood. Јосиф е што току дојден во САД, каде негови роднини се согласиле да го примат и да го заштитат од насилството во Каиро, каде што досега живеел како единствен христијански копт во зграда населена со муслимани. Вели дека во Египет животот постојано му е во опасност. Became worse. After 30 of June, it became worse and worse, especially these days. They are burning a lot of churches. You know, even if they saw you that if they knew that you are Christian and just walking in the streets, they may kill you just because you are Christian. You did nothing, but just because you are Christian. За сега коптите од САД велат дека не се соочени со масовни групи бегалци од Египет, но дека тензијата постојано се чувствува во разговорите со нивните блиски и пријатели. Ихаб Маркус додава дека коптите во Египет живеат низ целата земја и нема дел од територијата во која би можеле да направат енклава, во која би биле подобро заштитени. Поради тоа, нивната единствена опција, вели Маркус, е да работат на обединет Египет, во кој нивните права ќе бидат заштитени. Coptic people, like everyone in Egypt right now, is really ultimately just looking for peace and stability for everyone. You know, they want to feel safe and secure in their homes and in the streets and in their place of work, of course in their churches, but that they also want that for everyone. They want a unified Egypt. They want, you know, their Muslim brothers and sisters, you know, throughout the country to also feel safe. Коптите во САД ги отвораат своите домови за сонародниците од Египет, загрозени од бранот насилство во оваа држава. Од црквата Свети Марко во близината на Вашингтон се јави Цветен Челиманов. Во меѓувреме во Египет е уапсен лидерот на муслиманското братство. Екс-председателот на Пакистан пак, Первез Мушараф, е обвинет за убиството на поранешната премиерка Беназир Буто. Следуваат вестите од светот. Главниот водач на муслиманското братство, Мухамед Бади, синоќа е уапсен во стан во Каиро. По него египетските безбедносни сили трагаа со недели, а е обвинет за потикнување насилство. Според аналитичарите, неговото приведување може само дополнително да ја влоши и онака лошата ситуација која владее во Египет по соборувањето од власт на исламистот Мурси. Се предпоставува и дека исламистичкото движење тешко ќе може да најде соодветна замена за 70-годишниот Бади. Од братството порачаа дека продолжуваат со борбата против преодната влада и војската. Екс-председателот на Пакистан, Первез Мушараф, и официјално е обвинет за поврзаност со убиството на лидерот на опозицијата и некогашна премиерка Беназир Буто во 2007 година. Мушараф пред судот ги отфрлил трите точки од обвинението: убиство, заговор за убиство и помагање на убиство. Гардијан ги уништи хард-дисковите со документите што до редакцијата на вестникот ги доставил Сноуден за тајната американска програма за следење на комуникациите. Како што навел уредникот на лондонски Гардијан, Алан Разбриджер, владата се заканила дека ќе преземе правни мерки ако вестникот не ги уништи доверливите документи или не ги предаде. Саудискиот крал Абдула ќе го плати медицинскиот третман за слабење на Халет Мохсин Шаири, тежок 610 килограми. 20-годишниот саудиец побрал финансиска помош лично од кралот, за да биде префрлен во болница во Ријад од родниот град Језен, специјално изработен авион. Од дома бил изнесен со помош на дигалка, поради што еден дел од куќата морал да биде урнат, бидејќи момчето, поради тежината, не може да се движи. Тоа е се во вестите во 16, до дневникот во 19 часот. Сител.мк е адресата за ваше информирање. Пријатно.